Добрите политики, ниската инфлација и ефтините енергенси придонесоа во првите 6 месеци Македонија да има зголемен извоз, коментираат дел од бизнис асоциациите во Македонија. Тие сметаат дека ваквите политики на долг рок ќе донесат поголеми резултати. Паралелно покрај политиките за заштита на стандардот со силна поддршка од страна на владата во производството на храна, ќе се овозможи дополнителен раст на извозот во прехранбениот сектор. Македонските компании кои произведуваат прехранбена и конзервирана храна имаат капацитет и знаење и велат дека може да станат гранка која ќе има поголем принос во растот на целокупната економија. Иако ние нашите сите суровини ги увезуваме, најголем број ги увезуваме, од домашното производство зимаме во помали количини, но има основа да барем во прехранбениот сектор Македонија да стане со добра стратегија и добри партнери да стане поголем извозник него увозник на храна. Домашните компании кои се занимаваат со преработка и производство на храна, најголем дел од производите ги извезуваат во регионот, но помал дел извезуваат и во Европската унија. Нашата компанија извезува најголеми количини во Балканот. Имавме некои скромни обиди во Европа, но концентрацијата останува на Балканот и мораме да се фокусираме. Ако сакаме како индустрија да растеме и како држава да растеме, мораме да се фокусираме на извоз, бидејќи само таму може да имаме раст. Бизнес секторот смета дека Македонија има капацитети за поголем извоз на преработена храна и во земјите од Унијата. Има истражувања кои потврдуваат дека самите производители на храна може да воспостават систем од производство до опакување, кој ќе донесе поголем приход. Во Македонија има позитивен пример, веќе една компанија почнала да одгледува говеда за покривање на мал дел од потребите за сопственото производство. Воедно, Државниот завод за статистика потврди дека во првите 6 месеци од годинава извозот изнесува приближно 2,7 милијарди денари и бележи пораст од 8% во однос на истиот период од претходната година.